Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. Уринарната инконтиненција, односно неволното испуштање на урината, е чест проблем кај жените, но се забележува и кај машката популација. Кои причини доведуваат до неконтролирано истекување на урината кај мажите? Дали може би тоа возраста, проблемите со простатата или пак нешто друго? Кои се можните решенија за намалување или пак целосно елиминирање на тегобите? Во кој случај хирургијата е најдоброто решение? Вградувањето на вештачкиот сфинктер може ли да биде спас за мажите со уринарна инконтиненција, односно со проблем со неволно испуштање на урината? Денешен гостин во студиото на Телма ни е виш научен соработник доктор Огнен Ивановски, уролог од Универзитетската клиника за урологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. Дали вградувањето по оперативен пат на вештачкиот сфинктер може да биде спас за мажите со уринарна инконтиненција? На оваа тема денес разговараме со виш научен соработник доктор Огнен Ивановски, уролог од Универзитетската клиника за урологија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Кога зборуваме за уринарната инконтиненција, односно неволното испуштање на урината, или пак народно кажано подмочувањето, тоа е чест проблем кај жените, но се забележува кај машката популација. Дали секое неконтролирано испуштање, истекување на урината се смета за уринарна инконтиненција? Па да, постојат повеќе типови на уринарна инконтиненција, кои се дефинирани како губење на функцијата на задржување на мокрачата и едно неволно испуштање на мокрачата може да биде од благ, умерен и од тежок степен. Се јавува најчесто кај женската популација, но може да се јави кај машката популација. Се проценува дека отприлика 450 милиони луѓе патат од таа состојба, со тоа што повеќето од тие пациенти се од женска популација, околу 320 милиона, а остатокот се мажите со машката инконтиненција. Дали инконтиненцијата е поврзана со возраста? Значи, дали кај мажите поврзана со возраста како и кај жените, бидејќи обично кај повозрастните жени се јавува овој проблем? Да, морам да кажам дека етиологијата на женската и машката инконтиненција е доста различна. Кај женската инконтиненција обично се јавува почесто, затоа што женската уретра е пократка, за разлика од машката која е 16 см, женската е 4 см. И на некој начин жената е поподложна на неволно испуштање на мокрачата поради тоа што анатомијата сосем различна, подвргната е на разни акушерски интервенции во животот, колку што повеќе има акушерски, толку почесто се јавува таа состојба. Додека кај мажите таа состојба се јавува може да се јави кај зголемени простати, така наречена overflow или како се инконтиненција или претекувачка инконтиненција. И многу често кај пациенти кои се подвргнати на некој тип на оперативен зафат на простатата со акцент на радикалното лечење на карциномата простата. Сите овие состојби се јавуваат во повозрастната возраст, значи и кај жените и кај мажите состојбата е карактеристична за поодмината возраст или возраст, да кажеме, над 60 години. Кај обата пола. Но проблемот со простатата кај мажите е релативно чест. Зголемената простата се јавува, веќе споменавте, кај повозрастните мажи. Дали простатата треба да биде многу зголемена за да се јави инконтиненција, односно неволно испуштање на урина? Да, симптомите на зголемена простата не ја вклучуваат, не е главна симптоматологија уринарната инконтиненција. Почесто е мокрење, испрекинато мокрење, чести нагони, поготоа навечер. Тие симптоми може да ги поделиме на обструктивни и иритативни. Со обструктивните се тие кои се должат на обструкција, тоа е зголемување на простатата која е притиска на каналот, и во таа состојба кога таа трае долго време, се јавува таа хронична обструкција, тоа хроничен застој на урината во мочниот меур и на некој начин прелевна инконтиненција, тоа е прелевање на мокрачот без волја на пациентот. Некои мажи се жалат дека по уринирањето забележуваат капки мокрача, капки урина. Дали е тоа инконтиненција и дали е тоа всушност ова што го пишевте? Тоа е во склоп на иритативните симптоми на зголемена простата, каде што
е карактеристиката да се јавува таа, викаме ние, ургентна инконтиненција, тоест една инконтиненција која се карактеризира со ургентност, тоест неможност да се одложи мокрењето и нагонска, да. И тоа е карактеристично за некој тип на пациенти кои боледуваат, кои имаат таа состојба наречена зголемена простата. Кога им се јавува овој проблем? Почесто преку ден или пак може би навечер, кога спијат? И преку ден и навечер, тоа и двете, поготово навечер се јавува, така да кажам, како почесто мокрење и капање после мокрењето. Потешка инконтиненција се јавува обично после оперативни зафати, каде што имаме оштетување на сфинктерот и протекување на пообилна количина на мокрача неволно. Доколку има потреба да се отстрани простатата, ќе се јави ли проблем со неволно, неконтролирано испуштање на урина? Сите пациенти кои треба да се оперираат од простата, конкретно од карцинома простата, ние им кажуваме пред операција дека еден од најчестите симптоми постоперативни е неволно испуштање на мокрачата, кој може да трае до 6 месеци, понекогаш и до година дена. Така да од 5 до 15% од сите пациенти кои се подвргнати на операција, радикална операција на карцинома простата, патат од постоперативна инконтиненција, која може да биде од поблак или од потежок степен. Затоа и најчесто се плашат да ја направат таа операција, па размислуваат за алтернативни варијанти при лекувањето. Кога е прашање карцином, тука немаме многу избор, така да изборот наш, првиот избор е операцијата, хируршка интервенција, која е на некој начин императивна. Докторе, само радикалното отстранување на простатата ќе доведе до појава на ваков проблем или само да речеме делумно отстранување на оваа жлезда би била ризик? Да, во многу за неволно мокрење. Поретки случаи кога работиме бенигна патологија, тоа е зголемување на простатата и неможност пациентот да мокри, каде што немаме карцином, пациентот се подвргнува на трансуретрална ресекција на простатата и некој минимално инвазивен начин на отстранување на дел од простатата, како што кажавте, не цела. И во одреден мал број случаи, да кажеме помалку од 5%, може да се јави одредена инконтиненција после таа интервенција, или многу поретко него после радикалното лечење на карцинома простата. Може се процени кој пациент би се јавил оваа компликација? Не, значи апсолутно тоа е едноставно и анатомијата на пациентот, близината на сфинктерот до простатата, многу фактори индивидуални се вклеткани во проблемот. Значи не можеме однапред да знаеме како ги себе, како и не. Испуштањето на урината, неволното испуштање или пак подмочувањето, може ли да создаде одредени здравствени потешкоти? Па видете, тоа е еден симптом кој е една состојба која е освен медицински карактер има голема една, да кажам, и економски и социјален аспект. Зошто? Затоа што тие пациенти едноставно го менуваат целиот начин на живот. Според нивната состојба на инконтиненција, едноставно прекинуваат да пијат вода, влегуваат во депресија, целиот начин на живот им е свртен кон тоа, прекинуваат да се смеат или да креваат тегови или да идат на вежбање, затоа што при тие состојби најчесто се случува протекувањето на урината, така да на некој начин има голем социјален и економски импакт на пациентот. Бидејќи целосно го нарушува квалитетот на животот. Апсолутно, да. Значи, се јавува како стрес инконтиненција? Да, овој тип на инконтиненција, така? Значи, при кивање, при кашлање, при напор, секогаш ќе има проблем? Да, најчесто е таа стрес инконтиненција, дури постоперативната стрес инконтиненција и тотална инконтиненција, каде што едноставно тоа тече без да прекине, без да зависи од ниеден друг надворешен фактор. И тие се баш тие пациенти на кои им се препорачува хируршко лечење на оваа состојба. Обично како го решаваат проблемот? Мажите носат ли влошки, пелени? Да. Бидејќи жените знаат да стават дневна влошки на таков начин да функционираат. Да, значи проблемот е кој е од обемен карактер, поготово првите месец-два после операција, се препорачуваат носење на пелени, и мажите носат пелени. Степенот на инконтиненција се градира според тоа колку пелени му требаат на пациентот. Тоа може биде од 5 до 6 до 10 пелени, значи кај тешките форми на инконтиненција, значи тотално испуштање на урината, па све до користење на помали влошки, ако е таа инконтиненција од помал калибар, и за сведува само на капење, на течење во млаз. Значи може да истекува во млаз, може да биде... Апсолутно, да, тече во млаз, да, во обилните форми. Обилно. А дали може да дојде до некакви иритации на кожата? Да, значи пациентот, освен што има, да кажем, социјални аспект на оваа состојба,
Едноставно, она е ностоп зависа со пелена, мокрачата која ностоп тече и еритира кожата околу гениталиите, се мацерира таа, неубаво мириса, така еден неубав аспект на квалитетот на животот на пациентот. Сега сигурно се диагностицира проблемот. На каков начин ја поставувате диагнозата? Обично анамнестички, значи само пациентот ни кажува дека не може да стопира, да стопира мокрачата воопшто, или пак до кој степен тоа може да го прави. Ако видиме дека тоа е некој благ степен на инконтиненција, обично препорачуваме конзервативен третман, значи оние кагелови познати вежби на заекнување на подот на малата карлица, понатаму хигиено-диететски режим, значи намалување на алкохол, намалување на кафе, едноставно намалување на тежината на пациентот, кој исто голем фактор, поготово кај жените, при оваа состојба, така да даваме доста совети со цел да ја намалиме таа инконтиненција, но доколку тоа не помага, ние да имаме некој рок од година дена после операција, ако тоа се уште нема никакви знаци на подобрување, тогаш одиме на порадикално лечење. Значи споминавте дека се ограничува внесот на течности во текот на целиот ден или само да речеме пред легнување? Таа стрес уринарна инконтиненција предожно е денска. Значи навечер ја нема, навечер едноставно пациентот е сув, условно кажано. Во тек на денот секој напор кој зголемува интраабдоминалниот притисок, дали е тоа кивање, дали е кашлање, дали е наведнување, дали одење нагоре, кревање на некој терет доведува до неволно пуштање на мокрачата и пациентот своите животни навики ги раководи според тоа. Значи за да го избегне тој момент на течење мокрачата, знае да намали влез на течности, прекинува се смее, значи едноставно ги прави сите работи кои доведува до намалување на оваа состојба во тек на денот. А има ли работи што може да ја влошат состојбата? Еве кафето го споменавте. Па да, поготово. Алкохолот влошува? Да. Диуретиците всушност ги свивате? Ако е тоа хируршки настанат проблем, послеоперативно, тогаш овие вежби нема да дадат резултат, затоа тоа е механичка, механичко штетување на сфинктерот и практично ние му даваме шанса една година да тоа се врати во нормал или се барем намали, а и доколку тоа не успееме, тогаш предлагаме друго. Тогаш ајде да преговориме уште малку за оние предоперативниот зафат, што се може да се преземе. Добро. Има лекови? Да. Ќе дадат резултат доколку постои механичка повреда на сфинктерот од операција? Не, ние сепак ги даваме, али во принцип ако постои механичка повреда на сфинктерот, нема ниеден лек да направи нешто повеќе во тој смисол, така да, али сепак даваме ние. А доколку е зголемена простатата и доаѓа до некакво прелевање? Да, тогаш тоа се друг тип на пациенти, ке тие пациенти обично препорачуваме оперативен запад, прво носење катетер еден период и после закажување на оперативен третман со цел да се открие обструкцијата што е довела до таа overflow инконтиненција. Значи би отстраниле дел од простатата? Па да, обично трансуретрална ресекција на тој дел кој прави обструкција и кој доведува до таа overflow инконтиненција. Но и самата операција пак може ли да доведе до уринарна инконтиненција? Да, се идејата на операцијата да подобри, така да но постои ризики да влоши? Многу мал процентот, испод 1%, да направиме некој оштетување исто хируршко на сфинктерот и да доведе до трајна инконтиненција, или идејата на таа операција практично да ја отстраниме обструкцијата и да прекине тој симптом на overflow инконтиненција. Тоа е сосема друга тип на инконтиненција, според ова се збориме со после радикална простатектомија. Така. Обично колку време лековите се земаат и очекувате да дадат резултати? 3 до 6 месеци, да ви кажам, се даваме лекови, ако има резултат, комбинацијата на третманот лекови и овие хигиено-диететски, да кажам, препораки, како што се кагеловите вежби, намалување на влез на течности, кафе, алкохол и така натаму, заедно со лековите, до година дена чекаме да има некој резултат, доколку после година дена повторно ситуацијата е лоша, тоест се јавува инконтиненција, тогаш предлагаме евентуално порадикален третман или вградување на уринарен сфинктер. Ги споменавте кегеловите вежби, за гледачите што може би не слушнале, какви вежби се тоа? Тоа се вежби чија цел се заекнување на карличното дно или мускулите кои се одговорни за континенцијата, поготово ке жените се доста значајни.
важни се тоа што може да се прават било каде, и дома, и дога се гледа телевизија или на работа и било каде. Едноставно, наједноставна вежба би била пациентот кога лежи на земја и ја крева кралицата нагоре. Така се прават обично 3 серии по 10 пати во тек на денот. И разни други, кажам детаљи, вежби од тој тип со цел да се зајакне мускулатурата. На мажите им се кажува да го вежбаат сфинктерот со тоа што они го стегат и пуштаат сфинктерот за мокрење, волниот сфинктер за мокрење, иако тој не функционира, али со цел да на некој начин го вежба, со цел да со тек на време евентуално континенцијата се врати побрзо. Значи тренинг на бешиката всушност на некој начин да, вака народски кажано тренинг на бешиката. Тренинг на бешиката, значи тренинг на мочниот меур. Тој сфинктер всушност се наоѓа на мочниот меур. На уретрата. Значи тој е на излезот на мочниот меур и има два вида на сфинктер, еден е мазно-мускулен, другиот е напречно-пругаст. Тој напречниот пругаст е сфинктер кој ние го контролираме. Другиот е неволен или е од автоматската инервација. Кога правите всушност градување на сфинктер, чија улога, на кој сфинктер треба да ја замени функцијата? Тоа е механички сфинктер, значи тоа што го ставаме ние, е стријатниот ќе треба да го замени, практично кога ќе се имплантира тој сфинктер, тој е како манжетна околу уретрата и со механички движења на пумпа, тој се отпушта и се стега. Така да на некој начин тоа го заменува еден од сфинктерите. Ајде сега да проговориме како изгледа, докторе, оваа хируршка интервенција, дали е сложена и кому се препорачува, на кои пациенти? Да, оваа конкретно интервенција која изведовме на клиниката за урологија е интервенција која е доста деликатна, која се е препорачена за мажите кои се инконтинентни после радикална простатектомија. Значи, затоа што грото од пациенти кои имаат оваа состојба се оперирани од карцином на простата, од карцином на простата. Практично важно е тоа дека е таа изведена за прв пат на клиниката за урологија и е покриена од фондот за здравство и претставува една нова процедура во јавното здравство. Како се изведува оваа процедура, сложена ли е? Па е сложена, спаѓа во минимално инвазивните процедури, со тоа што се вградува трокомпонентен сфинктер. Сфинктерот се состои од 3 компоненти, наврзани садови внатре, а едната компонентна е манжетна која е околу уретрата, која се става исто хируршки, еден балон кој го регулира притисокот и една пумпица која се става во скроталното кесе на пациентот, каде што он може да го има лесен достап и може со притискање нисиот да го регулира мокрењето. Значи, едноставно пациентот кога ќе се активира сфинктерот прекинува со истекување на урина, кога ќе добие нагон за мокрење, се притиска сфинктерот 2-3 пати, се отпушта манжетната и пациентот се измокрува. И потоа самиот се затвара? Само по себе 40 секунди треба да се повторно врати сфинктерот, да се стегне практично. И сега овој сфинктер, откако ќе се вгради, колкав е неговиот рок на траење? Знаете како, фирмата вика доживотна, lifetime guarantee. Практично, они целата, ако се јави некој проблем, било што, го префрлуваат целата топка на хирургот. Доживотна е гаранцијата, али се предпоставува дека од литература, дека од 5 до 5 години треба да трае без некој вид на ревизија или било што. Во секој момент, ако има некој дефект на некој од компонентите на сфинктерот, тој може да се замени. Значи би можел да се замени. Да се стави друг. Доктор, ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта, доколку имаат прашање на темата на која што зборуваме, а тоа е уринарна инконтиненција, што се јавува кај мажите, обично по отстранувањето на карцином на простатата, така, и вградување на вештачки сфинктер, тоа е еден нов хируршки зафат кој што докторот сега детално ќе ни појасни на каков начин функционира. Значи, од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Значи, споменавте дека е минимално инвазивна операцијата. Што тоа значи? Не е класична хирургија со Па е класична хирургија. Отварање. Само што едната компонента, таа манжетна која се околу уретрата, се става со еден рез во перинеумот, значи тоа е, како да кажам, под тестисите. Се влегува хируршки, се препарира уретрата од сите страни и се мести таа манжетна. Вториот дел од операцијата вклучува поставување на тој балон кој регулира притисокот во системот,
тој се внесува со друг рез кој е ингвинален, значи горе, да кажам, на абдоменот, се прави рез и тој се става во превезикалниот простор. И третиот дел, кој е таа пумпица која се вградува исто хируршки во скроталниот во скротумот, во скроталната кеса, од истиот рез кај што става балонот, што е на абдоменот. Така да имате пациентот два реза, еден е доле, еден е горе, еден систем кој е целосно вграден во организмот. Ќе проговориме и ќе откриме уште детали за тоа како функционира вештачкиот сфинктер, но ќе дадеме предност на гледачите да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Со посебна почит према докторот, јас сум негов пациент, да го поздравам од срце и да му посегам многу успех во неговата животна кариера. Сакав да го замолам, со намера да го посетам, пошто на 35-ти, докторе, правевме цистоскопија, ако се сеќавате, слобода на телефон, ми дадовте лестедон терапија навечер и капсули танис. Меѓутоа, лестедонот многу тешко го поднесува, ми прави проблеми, уште поголемо печење ми ствара на уретвата. Па би сакал да ве замолам, дали да го прекинам или да дојдам, а со намера бев да дојдам денеска и јас, меѓутоа Еве, го видовте докторот на телевизија, искористивте шанса да се вклучите во програма. Дали може следниот четврток да се видиме за да Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ако пациентот е на дупла терапија поставен, најверојатно има зголемена простата, која лечиме конзервативно, доколку дутастеридот или тој лек кој му е даден му прави проблеми, очигледно му прави, може да слободно да го прекинете или да дојдете следниот четврток да поразговараме, па ќе видиме до каде е целата ситуација. Во меѓувреме можете да продолжите само со тамзулосинот. Значи понекога се случува лековите да дадат такви? Апсолутно, да го потенцираат проблемот, дури и тоа? Па да, сите лекови имаат своји нуспојави. За пациент, тој дутастеридот знае да појави код одредени пациенти одредени нуспојави, како што дека пациентот, така да ние препорачуваме обично или замена или прекинување на истиот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Работи, поздрав до доктора, се работи за маж околу 50 години. Ме интересира, значи, во последниот месец-два имаме проблем во врска со пенисот, но имаме испокотина на кожата. Мачкаме мас, се живо, но никако не поминува. Имате некој подпрашање, докторе? Не. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Треба да се види, ако пука таму каде што кожата, најверојатно се работи за стеснување на истата и можеби да треба да се истретира на некој начин хируршки, ама секој случај вака не би можел да по телефон треба да дојдете во четврток ќе видиме што се работи. Продолжуваме, доктора, намо каде што запревме. Значи, на 20 пациенти на Универзитетската клиника на урологија беше вграден вештачки сфинктер. На оваа операција всушност присуствува и ваши колеги од странство. Како изгледаше зафатот? Вака, значи, тоа е една деликатна процедура затоа што мора да добиете на некој начин лиценца од фирмата како официјален имплантор на тој сфинктер, со цел да се финализира мојата едукација за сфинктери, ова беше последниот чекор, тоест изведување на две операции на македонски пациенти под присуство на така наречен проктор или човек кој е експерт во таа област, така да во оваа прилика дојде професорот Котов од Москва, од Пирогов институтот по урологија, и заедно со него изградивме два сфинктера на двајца наши пациенти. Значи потребна специјална едукација за да се изведе еден ваков зафат? Да, потребни се 3 етапи во едукацијата. Јас бев во Анкара и во Антакија, работевме на 3D принтинг модели, значи не на луѓе, него на модели на мала карлица, кои се 3D, тоа е една модерна технологија на печатени органи кои го имитираат комплетно исто човековото тело. Понатаму едукација на кадаври, тоест на пациенти, на мртви луѓе, со цел да се техниката убаво се овлада. Присуство во операционна сала во странство, ја го искористив професорот Ван дер А во Левен, Белгија, за таа работа. Пред 2 години бев кај него
една недела во Левен институтот по урологија во Белгија и беше последна етапа, тоест вградување мое лично на 2 сфинктера под менторство на проктор со цел официјално лиценцирање и почнување на самостоен програм во нашава земја. Ке вклучиме повторно гледачи со нивни прашања. Добар ден. Сјавам од Охрид. Добар ден, ве слушаме. Повелете кој е вашето прашање. Така, од Охрид се јавувате и го очекуваме вашето прашање. Имам рак на простатата. Така. Јас само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката. И треби операција да се направам, Така. а не можам да патам термин. Така, повеќето гледачи очигледно се јавуваат докторе за термин, бидејќи очигледно дека е тоа навистина голем предизвик и потешкотија да се најде термин за било каква интервенција во моментов. Бидете пациентот има карцином на простата, тоа е императивна диагноза, он ќе добие приоритетен упат во секој случај да се обрати до матичниот доктор, ќе му даде приоритетен упат и да дојде стојупат на клиниката за урологија, ќе биде проследен како што треба. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало? Во програма сте. Добар ден. Добар ден. Вака славо слушам нешто, кажи. Ние одлично ве слушаме, само кажете ни го прашањето, а потоа одговорот ќе можете да го проследите на телевизија. Прашање до докторот, сакам да се информирам во врска со истата тема, мислим, со мокрењето. Имам почесто на 5 минути ме тера на мокрење. Со еден бубрек сум опериран, двата бубрека се неоперирани, едниот бубрек ми е отстранен. И сега имам проблеми со мокрењето. Мокрам, само што се измокрам, за 5 минути ме повторно тера на мокрење. И тоа немам контрола на мокрењето. И сакам исто да прашам, пиев антибиотици и простатата ми е 4,9. Не ми е зголемена, али вака имам проблеми со мокрење. И ме пеше преко мокрењето. И сакам да прашам докторот за совет, што ќе ме советува, што да направам. Што да преземете во вашиот случај? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, какви насоки би можеле да дадете? Пациентот има, кажав дека постојат обструктивни и иритативни симптоми. Кај зголемената простата, пациентот очигледно има иритативни симптоми, проследени со на ургентна инконтиненција, тоа значи чести мокрења на секои 5 минути, печење и неможност да издржи до ВЦ, практично губење на мокрачата, неволно губење на мокрачата поради таа состојба. Треба да дојде на клиниката да се прво третира соодветно со лекови и евентуално се предложи оперативен запад на простатата како начин на решавање на оваа состојба. И покрај тоа што простатата не е зголемена, може да се направи апсолутно, еден ваков? Апсолутно, што самото зголемување на простатата, самата бројка на волумен на простата не значи не зголемена простата. Значи едноставно има дел, може да е мала простата која дава многу иритација и многу обструкција, има голема простата која не дава никакви симптоми. Значи не е право пропорционално зголемена простата па зголемени проблеми. Не, пациентот има проблем со простатата, треба да дојде да се третира, прво ќе пробаме конзервативно, ако не оди ќе предложиме оперативен запад. Двајца пациенти на Универзитетската клиника за урологија добија вештачки сфинктер, како се тие? Двајцата се добри, со тоа што треба да напоменам дека треба да поминат 6 недели од вградувањето на сфинктерот до неговата активација. Значи за сега пациентите се уште во истата состојба во која што беа. Едноставно системот на сфинктер е хируршки вметнат натре. За 6 недели, тоа мислам 3 јули дека доаѓа, ќе го активирам јас во амбулантата и од тој момент ќе почне да функционира, да биде континентен пациентот на некој начин. Значи, тие тогаш ќе може да управуваат со процесот на регулирањето, на уринирањето, да го контролираат самите. Сами да почне да се контролира мокрењето. Он уште и сега, и после операција, он се уште не може да држи мокрачата, затоа што сфинктерот не е активиран. Се остава тој период од месец до 2, со цел да системот убаво си најде место во организмот, да се намали инфекцијата, да се извадат конци, да се врати се на нормала и тогаш кога ќе биде се добро, доаѓаат во амбулантата, јас со еден потек ја го активирам сфинктерот. И од тој момент он почнува сам да
да си го раководи со тоа што треба да го обуча малце пациентот, да му кажам. Тоа ми беше прашањето, дали е потребна специјална обука за да го користат? Треба, затоа што пациентите не знаат како, едноставно треба му објаснам дека он има пластична пумпица во тестисот. Обично се внимава ако е пациентот деснорак, се става во десниот хемискротум, ако е леворак во левиот, за да му биде покомодно. Така, полесно да води процес. Едноставно тој треба да му кажам дека тој дел треба да го стисне, колку пати да го стисне, за да го овозможи неговото мокрење. Дали исто тоа може да се направи кај жени кои што страдаат од уринарна инконтиненција? Да, постојат прелиминарни студии на мал број пациенти со дискутабилни резултати. Значи се уште се пробува, се истражува, ali се уште немаме препорака за вградување на овој конкретно сфинктер кај жените. Кај жените постојат други методи, типот на слингови или тракички, кои вршат функција обично кај таа стрес инконтиненција. Добро етаблирана процедура која функционира, а тоа е сосема нешто друго. Се работи сосема друг тип на интервенција. Доколку кај нив се направи нешто вакво, нели споминавте дека е во процес на експеримент, ако не се лажам? Во процес на истражување. Во процес на истражување? Би било, да. Како се празни тогаш кај нив? Значи, истиот систем се вградува кај жена. Добро. Уретрата кај жената е релативно кратка, се става мажетната околу таа уретра, пумпицата се става во големата усна на вагината и практично да биде исто така лесно достапна исто како мажите, а балонот се става исто во превизикалниот простор. Значи истиот систем се вградува и кај жени и кај мажи, што ви кажам, со тоа што кај жени е се уште нема јасна препорака за негово користење кај жени. Колка е успешноста на вградениот сфинктер, вештачки сфинктер кај мажите? Може ли едноставно зафатот да не биде успешен? Да не функционира добро? 90% е успешен. Во 90% имаме подобрување или исчезнување на комплетната симптоматологија. Во околу 20% на пациентите може да се јави намалување на симптоматологија, не комплетно исчезнување. Например, ако на пациентот биле потребни 5 до 8 пелени, да го намалиме на една пелена или една влошка. Значи се очекува комплетно излекување или сигнификантно намалување на симптоматологијата. Значи може уринат и понатаму да капе? Да, значи од една тешка форма да го направиме во една умерена, лесно поднослива форма. А кои се можните компликации или несакани состојби предизвикани од овој вештачки сфинктер? Секоја хирургија си има компликации, поготово хирургија кај што нешто имплантираат. Тоа треба да биде максимално стерилно, значи не сме да се дозволи никаков тип на инфекција. Самата инфекција доведува до вадење на, може да треба да го извадиме, до тој степен е препораката да бидат крајно внимателни во сепсата и антисепсата при ставањето на било кој тип на протетски материјал кај пациентите поради можност од инфекција. Долготројно користење на постоперативни антибиотици до 3 недели со цел да се избегне инфекцијата, а компликациите други би биле сите компликации хируршки. Да кажеме крварење, инфекција на рана, десхисценција на рана и така натаму. Но една процедура која е претежно минимално инвазивна и процентот на компликации, барем оние периоперативни и хируршки, е минимален. Пред да го вклучиме гледачот, само да ве прашам дали може би пациентот чувствува некоја нелагодно со оглед на тоа што во скротумот, во тестисот се наоѓа пумпата што треба да се управува? Па, мислам да осеќаат ништо. Ништо не пациенти не. Значи, едноставно, треба да му кажам каде му се наоѓа, каде, кога, да го напипа, за да знае како да го ракува. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавам од Прилеп. Така. За да се јавам на телефон мораше да бидам над земјата. А да бидам над земјата, тоа го стори докторот Огнен, испратен бе во Прилеп од доктор Зрајч. Јас сум опериран радикално, простатата ми пресекоја 2018 година, докторе. Но проблемот со тоа мокрењето и ден денеска се јавува, но најголем проблем е тоа што не можеме никаде да ги најдеме тие машки влошки, тие помагалата шифра 8212. Наводно од Битова некоја фирма ги внесувала, но не може нигде да се најдат. И сега купувам лично јас, купувам женски, но тоа не е тоа. Така, значи... Од
од овие речи го... Така, значи имате проблем со средствата со кои што... Да, ама имам проблем и треба да појдам пак кај докторот да видам дека се уште имате проблем со неволно испуштање урина. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате кај пациенти кои што толку време или имаат проблем со уринарна инконтиненција? Затоа што е relativно нова процедура, што направивме во мај, пациентот не му е понудена неверојатно. Зашто сме немале што да му понудиме. Так, ова е нешто ново. Јас сум го оперирал 2018 година, ја има таа компликација, инконтиненција, која се јава од 5 до 10% кај пациентите. Значи тоа е веќе 6 години пациентот има таа компликација и можеби е он кандидат за сфинктер. Така да би го повикам да дојде во четврток во амбуланта, да направиме анамнеза, испитување на метална цистоскопија и да евентуално ви предложиме трајно решавање на инконтиненцијата и не користење повеќе на никаков тип на влошки. Ниту женски, ниту машки. Так, сигурно тоа драматично ќе го олесни и ќе го подобри квалитетот на животот. Бидејќи постојано користење на влошки и психолошки е притисок, но и здравствен, бидејќи може нели да се создадат и разни инфекции доле и непријатност. Поентата и на оваа емисија и моето учество тука е практично и да пациентите дознаат дека постои оваа процедура. Ние оперираме 100 пациенти годишно од радикална простатектомија. Значи толку се планирани околу 100 пациенти? Не, имаме радикални простатектомии доста. Сега во 10 години, 15 уназад да се видат тие пациенти, да се најдат и да евентуално се угради сфинктер и да се реши тој проблем. Со кој темпо би се одвивале овие операции? Сите оние кои што имаат потреба за вештачки сфинктер би имале можност да го добијат? Немаме некое предвидување за околу 20 на годишно, али ќе видиме како ќе оди динамиката на поставување. До сега има 2, имам уште 5 на список што ќе ги завршам до крајот на година, па ќе видиме динамиката на пациентите кои доаѓаат и кои бараат таа услуга. Кој би бил критериумот за некој пациент да биде кандидат за овој зафат? Да има строго одредени критериуми, треба да помине минимум година дена од операцијата, затоа што таа година се чека да тоа се реши спонтано. Значи може спонтано да се повлече? Да, кај повеќе добри случаи се завршува спонтано. Кај 10%, 5 до 10% останува трајно истекување на мокрачата, кај одреден број проценти од тие луѓе едноставно тоа е минимално, а тоа е една процедура која е доста екстензивна за минимални протекувања. И кај кажам едно 5% од тие 10, значи 50% тие пациенти кои им истекува се кандидат за сфинктер, каде што истекувањето е екстензивно. Колку треба поравувањето, докторе, по зафатот? Тоа е минимална инвазивна процедура. Следниот ден ги пуштам пациентите дома, без катетер. Со тоа што активирањето е за 6 недели. За 6 недели. Опробувањето е релативно брзо, што немаме ништо посебно. И по тие 6 недели повторно треба пациентот да дојде во универзитетската клиника за обука? Едноставно, кога ќе дојде тоа што ќе активираме сфинктерот, ќе се обучи и ќе му оставиме простор за сите прашања или што ќе има нејасноти да дојде да се јави или било како. Нема потреба од повеќе контроли. Имаме повторно гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбулант. До вас и докторот. Ви благодарам. Јас имам ваков проблем. Урината иди до крајот на испуштање, а тука има некоја зачепување на крајот на пенисот. А пиев простамол уно. Дали тој испара поголем притисок, а многу е затворен и мора со масажа да испуштам урината, а понекогаш и сама капи, значи не тече. Докторе, да немате подпрашање. На крајот на... Така, ве разбравме. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Пациентот најверојатно има некој тип на структура на уретрата, затоа што он има нагло за мокрие, но има стоп негде кај што го разбрав во дисталниот дел на уретрата, тоа е во пенилната уретра и треба да дојде да ја процениме. Да правиме микцион уретрocistografија, цистоскопија и да се реши оперативно. Друг начин нема. Значи, доколку има капење по уринирањето, не секогаш значи дека проблемот е кај простатата и негде горе. Може да биде... во конкретен случај било кој дел од уринарниот тракт. Да, најчесто кај простатата, ама е една структура на предна уретра, каде што пациентот не може да се измокри, доаѓа до капење, тоест до измокрување со напон на крај.
Какви испитувања правите? Бидејќи ред малку се еден гледач спомена цистоскопија, ако не Цистоскопија се е лажам. обавезен преглед кај било кој уролошки болен. Што е тоа цистоскопија? Тоа е визуализација на уретрата, на каналот за мокрење. Влегувате преку отворот? Преку отворот на уретрата, и ке мажи, ке жени. Прилично непријатен преглед. Амбулантски во локална анестезија, не толку непријатен како гастроскопија, али непријатен во секој случај. Влегување во мочниот меор и визуализација на слузницата, дали има некои нерамнини, тумори, орифициумите два, тоест отворите на бубрезите. Се гледа простатичната ложа, големината на простатата, вериомонтанум, плодноста на уретрата, дали има структура, нема, и се нуди соодветен третман. Тоа е задолжителен преглед, златен стандард, Па, кога на некој станува начин, збор за кај повеќето пациенти бараат, урологијата? бараат цистоскопија. А снимките ви дале магнетна резонанца, компјутерска резонанца? Да, имаме кај уретрите конкретно микциона уретроцистографија као метода на избор. Кај проблемите со простата и со мочниот меор цистоскопијата како златен стандард. И да ги имаме компјутери, магнети, урографии, мора да направиме цистоскопија. Ни дава многу плюс информации. Докторе, за уринарната инконтиненција, односно неволното испуштање урина, за подмочувањето, неволно се зборува во јавност. Обично, кога станува збор за жените, најчесто кријат дека го имаат проблемот, сметаат дел дека е составен сегмент на старењето и оставаат едноставно да живеат на таков начин. Што е со мажите? Размислувањата се слични или пак различни? Да, е прилично непријатна компликација кај мажите, затоа што се јавува после хируршки зафат. И практично хируршки зафат каде што му е него на некој начин механички оштетен сфинктерот, затоа што сфинктерот е многу блиска, во многу интимен однос со простатата која се вади. И ако е простатата преголема и ако имаме на некој начин по-тежок пристап хируршки на пациентот, може да се оштети тој сфинктер и е прилично непријатна компликација, затоа што пациентот знае да пројави дури депресивни симптоми, да се затвори во себе, да не излегува надвор, да се окупира со купување пелени, со лична хигиена, мириса лошо и така натаму, така да еден проблем кој е освен медицински и социјален, па и економски, затоа што многу страшно пари се плаќаат за пелени, за помагала разни, за штипки, за лекови и така натаму. Значи треба да се побере решение, оние кои што чувствуваат непријатност да го надминат срамот и да се јават на лекар, да проговорат за тоа што ги мачи. Исто така се јавува чувство на срам, едноставно не се отвараат често кај докторот, доаѓаат во крајен стадиум, како тоа веќе решањето е потешко, отколку би дошле во прелиминарен стадиум. И така, истите симптоми кои што ги има мажот, ги има и жената, во смисла на затварање во себе, менување на своите животни навики, во смисла да прекина да излегува, прекина да се смее, прекинува да ги прави сите активности кои доведуваат до протекување на урината. Прекинуваат со убавината на животот и со животните радости, така им се. Многу нарушен сексуален живот, морам да кажам. И така. Може да дојде до инконтиненција и за време на сексуалниот чин? Тоа трае нон-стоп. На некој начин кај трајно инконтиненција. И кај стеси инконтиненцијата може да се јави во тек на сексуалниот чин. Така да и сексуалниот живот пати на некој начин. Значи комплетно се засегнати сите сегменти. Сите, да. Така што, како што и насловот на емисијата, понекогаш хирургијата, односно вештачкиот сфинктер, неговото вградување може да биде спас за мажите со уринарна инконтиненција. Така се надевам дека оваа емисија беше информативна доволно за гледачите, дознаа нешто ново. Доктори, ви благодарам за сите она што го споделивте со нас во денешната Телма амбуланта и дека оние кои што имаат потреба ќе се јават на лекар, дека ќе се охрабрат, па и самиот хируршки зафат е минимално инвазивен. Да. Значи не е нешто претерано сложен е хируршкиот зафат, но е минимално инвазивен. Да. Баш така. Ви посакувам многу успех во работата. Благодарам. Многу уште успешни хируршки зафати и решавање на овој проблем кој што е горлив за голем дел од пациентите. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Ви посакувам пријатен ден.